Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Албанско-американскиот културен центар во Тексас додели донација за Тетовската клиничка болница. И покрај благиот пат на новозаразени, се уште голем притисокот врз Тетовската болница. Во гостиварските градинки нема заразени вработени, а дел од нив ја примија првата доза на антиковид вакцина. Албанско-американскиот културен центар во Тексас додели донација за Тетовската клиничка болница. Се работи за сума од 10.000 евра, а донацијата вклучува 500 постелнини. 500 сетови постелнини, кои вклучуваат ќебиња, чаршави, перници и навлаки за перници, се донирани на Тетовската клиничка болница во вкупна вредност од 10.000 евра. Донацијата за Тетовската клиничка болница ја реализира Албанско-американскиот културен центар во Тексас, начело со председателот на овој центар, Бруно Цека. Во име на Албанско-американскиот културен центар во Тексас и во име на председателот на овој центар, господинот Бруно Цека, ве известуваме дека реализиравме донација за клиничката болница во Тетово. Донацијата содржи 500 сетови на постелнини, кои вклучуваат ќебиња, чаршафи, перници, како и навлаки за перници со вкупна вредност од 10.000 евра. Поддршката и соработката во време на пандемијата е од особена важност, па затоа ги охрабруваме и повикуваме и останатите поединци, групи, здруженија да помогнат доколку се во можност. Благодарност за донацијата упати директорот на Тетовската клиничка болница, Флорин Бесими, а потенцираше дека донацијата ќе биде ставена во функција за сите граѓани кои што ќе побараат здравствена услуга во болницата. Сакам да изразам благодарност за донацијата која доаѓа од Албанско-американски културен центар на Тексас и посебно сакам да му се заблагодарам на господин Бруно Цека кој ја одбра ова широка мисија на донација да започне токму од нашата институција. Би сакал да ги информирам донаторите и јавноста дека ова донација ќе биде ставена во функција на граѓаните кои ќе побарат здравствени услуга во нашата установа. Од Албанско-американскиот културен центар најавуваат соработка и во иднина во повеќе градови низ земјата, но и во Албанија и Косово. И покрај благиот пат на новозаразени, се уште голем притисокот врз Тетовската болница. 41 пациент моментално е хоспитализиран во ковид центарот. Сите се во тешка здравствена состојба. Бројот на амбулантските прегледи пак почнува да се намалува. Сега имаме 41 хоспитализирани пациенти кои што се во тешка здравствена состојба. Само еден пациент имаме што не е во кислород, така да голем број од нив сите се во тешка здравствена состојба. Така да иако е стабилизирана ситуација со ново заразени и амбулантски прегледи, пациентите кои што ни се во хоспиталниот оддел, значи се уште имаме пациенти кои што се навистина во тешка здравствена состојба. Има и помлади пациенти кои што се со коморбидитети, имавме пациенти кои беа без коморбидитети, тие се сега во домашно лекување, така да изгледа на овој бранд сега ризични групи беа сите тие пациенти кои беа со коморбидитети. Што се однесува до бројот на амбулантски прегледи, почнува да се намалува и е индикатор дека во наредните денови најверојатно нема да имаме зголемен број на пациенти или на хоспитализирани пациенти. Во амбуланта ни доаѓаат пациенти со полеска клиничка слика и доаѓаат некои на совети, така да сега за сега е малку постабилно. Иначе во хоспиталниот дел нормално дека се уште има работа и навистина имаме тешки пациенти кои што се уште барат третман и уште работа. Институтот Торлак ќе биде наш стратешки партнер за набавка на вакцини против COVID-19, рече министерот за здравство Венко Филипче по средбата со српскиот министер за здравство Лончар. Лончар исто така упати апел до македонските државјани што не живеат таму, немаат бизнис ниту друг вид регуларен престој во Србија. Закажувањето за вакцинирање во Србија да го прават исклучиво преку интернет страницата e-управа и да не доаѓаат без закажан термин на пунктовите за вакцинација. Договорили смо сурадњу на
Договоривме соработка на повеќе теми, а она што е најважно е дека се договоривме за соработка со Институтот Торлак, односно Институтот да биде наш стратешки партнер. Многу е веројатно вакцината да стане и сезонска и согласно искуството до сега, добро ќе биде да ги надминеме проблемите од недостиг на вакцини. Владата на Северна Македонија исто така им овозможува на српските граѓани како знак на благодарност за помошта, ослободување од патарините во периодот од 15 јуни до 15 август, кога голем број српски граѓани патуваат во Северна Македонија и низ Северна Македонија во Грција. Да превазиđemo da u budućnosti takve probleme nemamo. Dozvolite pacijenti koji nemaju koronu. Една од најбитните теми секако беше вакцинацијата и кај нас и кај вас и секако како да се таа забрза, да се вакцинираат што поголем број луѓе, како и тоа што да се прави со останатите пациенти кои секако не се малку. Во секој случај продолжуваме понатака со нашата соработка, тоа го правевме до сега, ќе продолжиме и понатака. Во детските градинки во Гостивар моментално нема вработени заразени со коронавирус ниту во изолација. Дел од негувателките и воспитувачките согласно приоритетите ја примија првата доза антиковид вакцина, а ќе бидат ревакцинирани на почетокот на мај. 36 негувателки и воспитувачки од јавните детски градинки во Гостивар пред 10 дена ја примија првата доза антиковид вакцина. Тие беа во приоритетната група за имунизација заради секојдневниот директен контакт со децата. За вакцинација, освен нив се пријавиле уште 15 вработени, кои ќе бидат офатени со некоја од следните групи според приоритет. Кај нас првично се вакцинира, пријавени вкупно 51, со тоа што се даде приоритет на давателите на услуги, оние кои што имаат директен контакт, тоа се воспитувачите, негователите, кои што ги чуваат децата. Значи се имунизираат 36 од првата доза. Со тоа што на 10.4. беше имунизацијата започната, сега на 5.5. имаат втора доза. Се надевам дека и сите кои што се пријавени ќе се вакцинираат во престојниот период. Вработените во градинките примиле од руската вакцина Спутник. Една од вакцинираните е воспитувачката Гордана Груевска, која смета дека секој што има можност треба да се имунизира. Претежно беше уобичаено кај сите, болки во раката, малку покачена температура. Сега кој како некаде имаше главоболка и болки во нозете, по коските, меѓутоа тоа е индивидуално, зависно од возраста, зависно од ние претежно еве сега генерацијски како што сме повозрасни, имаме и некои хронични болести, примаме лекарства, меѓутоа тоа беа информирани луѓето кои што беа таму, ни поставуваа прашање, се она беше окей, супер, за да нема, не дај Боже, некои несакани последици, меѓутоа мислам дека треба сите да се вакцинираат, затоа што ние сме во постојан контакт со деца, таква ни е работата и затоа тоа постои. Во детските градинки во Гостивар моментално нема вработени заразени со коронавирус, ниту во задолжителна изолација. Работата продолжува според протоколите, а пред 10 дена била извршена темелна дезинфекција и дератизација на објектите. Моментално, скоро 2 недели, немаме никаков проблем. Сите оние кои што беа во изолација се вратени. Работата непречено се одвива, нормално, по сите протоколи и поредбите кои што моментално ги имаме од Министерството. Хигиената е на високо ниво, се врши дезинфекција, и дератизација, точно на 10.4. извршено. Санитарните прегледи на сите вработени по закон се на 33. завршени. На децата се мери температура при влез и при самиот пристап во градинката и на излез, значи 3 пати се мери температура. Више дечињата ги знаат протоколите, вработените, се разбира и во соработка со родителите, работата е континуирано се одвива. Гостиварските градинки актуелно ги посетуваат 276 деца, поделени во групи според возраста и согласно протоколите за заштита од ковид. Фирмите и самостојните вршители на дејност од денеска ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март. За мерката се издвоени 31 милиони евра, а барањата ќе може да ги достават до 30 април. Ова го соопштија на заедничка пресконференција министерот за финансии Фатмир Бесими и директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска, на која најавија дека денеска на влада ќе се разгледува и 6-тиот сет на мерки. Од денес
па до 30 април фирмите и самостојните вршители на дејност ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март. За сите корисници на финансиската поддршка за исплата на плати предвидено е 50% од исплатената помош да се трансформира во грант, без никакви услови. За оние пак кои во текот на годината ќе инвестираат во основна опрема, целата исплатена помош ќе биде трансформирана во грант средства. За здравувањето е потребно да се стимулира преку мерки насочени кон поттикнување на нови инвестиции и развој на фирмите. Во тој контекст е уште една друга мерка од петтиот пакет, која наскоро ќе биде презентирана и фирмите ќе може да аплицират, односно тоа се однесува на мерката што беше претhodно објавена, COVID-4, бескаматна линија преку Развојната банка, за која издвоивме 615 милиони денари, односно 10 милиони евра. Фирмите ќе може да аплицираат за кредити од 3 до 30.000 евра и предвидено е за компаниите кои ќе го зголемат бројот на вработени или прометот како дел од бескаматниот кредит да им се трансформира во грант. Во рамките на овој пети пакет мерки донесен е и законот за изменување на законот за данокот на личен доход, согласно кој обврзниците на данокот на личен доход, кои што остваруваат доход од самостојна дејност и кои што имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на коронавирусот, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците март, април и мај 2021 година. Втората мерка се однесува на обврзниците на данокот на личен доход кои што остваруваат доход од вршење на занаетчиска дејност и се оданочуваат според паушално утврден нето доход и на кои им е веќе утврден паушален нето доход, на кои за 2021 година им се пресметува данок на само 50% од утврдениот паушален нето доход за 2020 година. Комбинираниот модел за употреба на печатени и дигитални учебници е значајна промена за која ќе се води дебата, изјави министерката за образование Мила Царовска. Таа напомена дека со законот за учебници ќе се поставуваат филтри кои треба да обезбедат квалитетни содржини во учебниците. При тоа концептот на учење целосно се менува сега. Затоа е значајна концепцијата за основно образование, кој што вели бубањето и помнењето на факти не е основа на образование, туку да научиме да учиме, истражуваме и решаваме проблеми. Што укажува дека учебникот е само едно средство преку кое што ги повторуваме знаењата кои што сме требале да ги стекнеме преку истражување. Учениците ќе бидат повикани да разгледуваат различни извори на информирање. Не е учебникот тоа кој што ни ќе седнат и во PDF ќе читаат. Дополнително учебникот е достапен и во аудио верзија, за да може истото тоа да се преслушува. Што значи дека овој комбиниран модел нуди и учебници, дали ќе има печатени учебници? Да, ме прашавте. Дали ќе има дигитални учебници? Да. Дали ќе има учебници на брајево писмо? Да. Дали е ова промена кон квалитетно образование? Да, е промена кон квалитетно образование. Дали стимулирачки може да влијаат дигиталните алатки? Да, заради тоа што нашите деца живеат во дигитален свет. За 20 години од денеска, кога очекуваме тие да бидат продуктивни граѓани, тие што се сега прводелени или ќе почнат прводеление, тогаш тие целосно ќе живеат во дигитален свет, во кој што денеска треба да ги стекнат вештините за да се справуваат со предизвиците во тој период. Затоа ќе се обидеме да дигиталните алатки им ги предадеме на учениците и да тие се стекнат со потребните вештини и дека компјутерот не се користи само за видеоигри и социјални мрежи, компјутерот се користи и за истражување, и за учење или стекнување со одредени знаења кои што ни се потребни. Граѓанин на Тетово се соочува со специфичен проблем. На тротоарот пред влезот од својот дом поставени се бекатон плочки со што тротоарот е издигнат на повисоко ниво од самиот влез. Оневозможено е влегување со автомобил, но тој вели дека и секаков вид на движење е отежнато. Не се работи за со кола да проблем. Ние сме благале со кола. Меѓутоа не е проблем колата, туку и да слезеш овде е лошо. Поготово у зима не ќе може да слезеш. Дека висината е голема, да е малку пониско, да е спуштен како другиве куќе што се спуштени тие, друго, би дошло 10 сантима пониско. Со 20 сантима не е проблем, ама од 35 сантима е проблем.
Проблем е, зашто ногата лизга у зиму. Ја мислим, нас не го направиле дека само јас сум македонец овде улицава. Други нема. Другите се све албанци. Не може да ставим бетон, зашто после водата ќе ми иде у подрум све. Зашто прозорите од подрумите се ниски и водата све у подрум ќе ми иде. Тоа е проблемот, не друго. Зашто ја имам и стајано и сифон за кој врне дошо овде, кај се простанува. А сега ќе биде уште полошо. Уште полошо ќе биде. Тоа е проблемот. Едно лице го прекршило полицискиот час, а за неносење маска казнети 48 граѓани. Во рамки на акциската контрола пак санкционирани 119 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина во Тетовско-гостиварскиот регион. Од полицијата информираат и за неколку случаи на физички напади. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 48 лица, 39 во Тетово и 9 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 52 лица во Тетовско и 55 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лица со вакви решенија не биле констатирани непочитувања на истите. Во периодот од 20 часот на 19 април до 5 часот на 20 април, во Тетово регистрирано едно прекршување на владината одлука за целосна забрана на движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Вчера 63 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека во дворот пред семејната куќа физички бил нападнат од неговиот брат на возраст од 67 години, а поради нерасчистени имотно-правни односи. Подоцна тој е повикан во полициската станица Тетово и случајот целосно е расчистен, а на пријавениот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Во полицијата вчера 31-годишникот Тетово пријавил дека на улица Маршал Тито во Тетово бил физички нападнат од едно лице, извршувајќи службени дејствија како вработен во градски паркинзи. Се расчистува и документира случајот и пријавениот денеска ќе биде повикан во полициска станица. 29 годишен тетовец пак вчера пријавил дека на улица ЈНА во Тетово се случила физичка пресметка помеѓу него и 21 годишен сограѓанин. Набрзо потоа сограѓанинот самиот се пријавил во полициска станица Тетово и се расчистува и документира случајот. Вчера од 7 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола за брзина, во рамките на која биле откриени и санкционирани 60 возачи, од кои 50 во Тетово и 10 во Гостивар, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. Двајца возачи во Тетовско се движеле со брзина поголема од 70 км на час од максимално дозволената, а 18 ја пречекориле до 70 км на час повеќе од дозволеното. Покрај ова санкционирани биле и 59 возачи, од кои 37 во Тетовско и 22 во Гостиварско, кои пребрзо возеле во населено место, како и 6 други видови сообраќајни прекршоци.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.